Шпанија, во Португалија, делови од Белгија и делови од Франција нема електрична енергија. 100 денови од владењето на Трамп. Што има ново во светот, зборуваме во продолжение. Дејан Андоновиќ е веќе подготвен. Токму тоа што го кажа се и новите вести од светот. Практично, ајде, првин за овој прекин на електрична енергија, целосен колапс на енергетскиот систем во Шпанија и Португалија, делови од Франција, па се јавува и за делови од Белгија. Причината за сега не е позната, се сметаше дека е можеби некаква бура од атмосферски влијанија да донесла до колапсот на овие електростаници или трафостаници или како веќе се нарекуваат, но се уште не е јасна причината зошто дојде оваков колапс. Полека се враќа електричната енергија во Шпанија и Португалија, ноќеска или синоќа шпанската влада па и португалската влада распоредија дополнителни полициски сили, околу 30.000 полицајци, за да го држат редот и мирот, бидејќи ние како современици и луѓе кои сме раснети, родени, раснеме и живееме во цивилизација, како и да не знаеме што значи да немате електрична енергија, доволно да отидете некаде во природа на планина под шатор да видите што значи кога у 7 ќе падне ноќта, ќе се зазори уште во 5, дури во 5 сабајле, до тогаш немате ништо, а кога нема струја нема ниту ајде медиуми што нема тоа да не можете кафе да се направите, не можете телефонот да го наполните, немате интернет. Кога немаме интернет не фаќа паника, ќе се вклучам и себе си во тоа, не па да нема електрична енергија. Но овој колапс подгреа многу шпекулации дека можеби е дело и на сајбер напад. Живееме у такво време да се што може да ни текне. Сега кога ќе прочитате таква вест дека се случило во Шпанија и Португалија, помалку се сомневате, ако се случи во Франција веќе се сомневате, ако е Британија и Америка, тогаш сте сигурни дека е сајбер напад. Зборуваме за овие две-три држави. За сега полицијата отфрла дека е сајбер напад и се насочува сомнежот кон некои атмосферски влијанија кои ги попречиле трафостатиниците да работат. Да оставиме да видиме што ќе биде, како ќе биде. Полека се враќа електричната енергија во овие две држави. Ќе видиме во текот на денот дали ќе има некои поголеми, подетални информации за тоа што се случува. Господинот Доналд Трамп и неговата влада веќе околу 100 денови се на власт. Што направија за овие 100 денови? Па направија буквално воено поле во политиката и на домашен и на меѓународен план. Дента како што седна, така до заклучно со денешниот ден, по само вестите што ги гледаме и ги правиме, гледаме дека Трамп 24/7 само нешто се случува, од трговска економска војна и економски последици за сите кои се во војната, до имиграцијата, до чистка во администрација, до чистка во некои структури кои кај нас беа познати како длабока држава, барем така ги нарекувавме, и оставштина од Доналд Трамп, до реконфигурирање на односите со своите сојузници, до обид за приближување кон најголемиот свој опонент Русија и префрлање на најголемиот непријател Кина. Значи, се на се нема сегмент во кој Доналд Трамп, откако дојде овие 100 дена, не влезе со своји некои размислувања, идеи и реформи. Ќе видиме што тоа ќе се случи. Јас ќе се задржам на двете работи, економската војна и пред се овие војни, сериозни воени војни, каде што гинат луѓе. Околу економската војна видовме што се случи. Се случија поместување на светската економија, влезе во директен судир со Кина повторно, с големи царини. Тие царини направија зголемување на одредени цени на производи, на геостратешки поместувања. Првин ги покачи, па потоа рече ајде ќе преговараме, но со Кина не попушта и тоа беше очекувано, бидејќи уште од првиот свој мандат навестуваше дека главниот фокус на Трамп не е Русија, туку Кина. Дојде Бајден па го фокусираше тоа на Русија, но еве го Трамп се враќа кон Кина. Што се однесува до тоа? Што се однесува до неговата мирнодопска, миротворна мисија, дека во својот мандат све ќе запре со неговото доаѓање, мислам на војните, ништо не успеа сега за сега. Се уште има војни. Израел продолжува војната и покрај тоа што имаше некакво фиктивно примирие. Што се однесува до Украина, војната таму продолжува.
Тој не ја запра војната, се обидува Зеленски да го принуди да потпише договор за тие минерали, никако да го потпише договорот, за да потоа И поради тоа што силно не уверува дека веќе тоа е решено. Ма нас сите не уверуваат, ама таму луѓе гинат. Така да тоа уверување се само празни зборови. Од друга страна Путин најави неколкудневно примирие. Значи повторно дали е тоа договор со Трамп не знам, но не е Трамп тој што успел да ги принуди, туку сега се пазарат за тоа што кој ќе добие откако ќе го потпише тоа примирие или што кој ќе добие за да го потпише тоа примирие. Украина бара едно, Русија бара друго, диаметрално спротивставени барања и тоа Трамп треба да го менаџира. Ние изминативе денови и преку ден и во анализите зборувавме, пишувавме за сето тоа што се случува. Не би сакал да го трошам времето. Она што во Трамповиот мандат исто така многу значајно, освен нарушувањето на односите со сојузниците, неговото ставање под знак прашање на војската на НАТО, односно НАТО алијансата и учеството во неа и низиниот американскиот можеби најголем сојузник, иако тоа велат дека е Британија, не мислам дека е Канада, каде што покрај Гренланд побара Канада да биде 51-ва американска држава и практично премиерот на Канада, тогашниот премиер Трудо, Джастин Трудо, кој поради тоа даде оставка, го нарекуваше гувернера, алудирајќи дека е сојузна држава на САД. Таму се случуваа избори, таму победуваат либералите на Карни, победуваат, се уште не е готово, но таму ќе победат според сите овие информации либералите кои се антитрамповски ориентирани, што покажува дека Трамп направил контраефект во неговата, би рекол, настојчива, ајде ќе наречеме агресивна политика, на тоа дека Канада е една обична територија и може да биде само 51-ва сојузна држава на САД, да не троши многу пари за војска, за одбрана, за економија, за ова, ќе се вклучи убаво во економијата на САД, тоа се замислите на Трамп, се разбира, и ќе биде 51 држава. Сега таму очигледно канаѓаните, не само Трудо, туку и овие другиве, чим победуваат либералите, значи дека сака да си ја задржат државата. Канада е развиена држава, јака држава, можеби не е колку Соединетите американски држави, но сигурно не е некаков Јемен или Сирија, па да се согласи и еве покажува дека полека, но сигурно Канада сака да си го трасира својот пат кон онаа самостојност што ја има. Ако се отцепи некогаш давно од европските колонизатори, како што се Британија, тогашна Франција, сега очигледно на испите со Соединетите американски држави. Велам, таму победува либералите и тоа ќе биде дополнителен проблем, ми се чини, на Трамп, бидејќи ќе запре војната, не запира, Зеленски бара едно, Путин бара друго, Европа бара трето, тој вели Канада, еве канаѓаните му се спротивставуваат и тој ризикува буквално све што каже да не успее да исполни, што ќе направи дополнителни тензии во светот. Благодарам, Андоновиќ. Гледавте уште една меѓународна анализа во живо на Слободен печат. Имам уште две работи да ви кажам во однос на утринската програма, што ќе ви пуштиме на кратко, односно исечаци или интро од она што ќе го гледате денеска на нашиот сајт и на нашиот YouTube канал. Реката Серава, чиј тек започнува во подножјето на планината Скопска Црнагора и минува низ селата Радишани и Бутел и се влева во Вардар. На неколку места речиси е целосно запрана поради големите количини ѓубре фрлено во речното корито. Некаде на половина пат од почетокот па се до влевањето во реката Вардар, поточно под мостот на улица Александар Урдаревски, која води покрај градските грубишта Бутел, значително е отежнато течението на реката. Бевме на терен таму, колегата Филип Николов ја следеше ситуацијата и ви пренесува повеќе детали, ќе ви пуштиме кус исечок од неговиот прилог, а ви пуштаме денеска и нова епизода на медицинското катче на колешката Валентина Ангеловска. Овој пат темата е следна: колку операции и интервенции на срце се прават годишно во државава? Кој е најмалиот опериран пациент? Се оперираат ли штотоку родени деца? Одговори бараме од доктор Владимир Чадиковски, единствен лиценциран детски хирург, кардиохирург во државата од приватната болница Аџи Бадем Систина. Ќе го гледате и ова издание токму денеска на сајтот на Слободен печат и на YouTube каналот. Ви благодарам за вниманието и за довербата. Ви посакувам пријатен ден. Продолжете да се информирате од вашиот омилен медиум Слободен печат.